Ви благодарам, почитуван председавач. Се јавив од една единствена причина. Ме интересира дали доколку овај амандман беше предложен од колегата Реџел Исмаили, заменичката министерка ќе го одобреше амандманот, бидејќи се работи идентичен амандман кој што го предлага колегата Трајче Димков и претходниот амандман или неколку амандмани претходни кои што заменичката министерка ги усвои, а кои беа предложени од господинот Реџел Исмаили. Тоа ме интересира врз основа на кои критериуми заменик министерот кажува дека некои амандмани се подобни и се од исклучително значење за граѓаните од било кој дел во Република Македонија, а кои од амандманите се неподобни и не смеат да бидат прифатени, а се однесуваат на иста категорија. Значи се работи за асфалтирање на регионални патишта, да потенцираме уште еднаш за да не испадне дека навистина не знам што Бог знае ние бараме пратениците од опозицијата. Не ми е јасно. Навистина заменик министер. Врз основа на кои критериуми вие кажувате или можеби по партиска линија ги делите прифаќам, не прифаќам. Врз основа на тоа е основниот критериум. Или мир во куќа. Пратениците од позицијата од Социјалдемократскиот сојуз креваат рака на амандмани кои што се предложени од нивниот коалиционен партнер, а додека за амандманите од опозицијата кои што се однесуваат дури и за места од каде што тие доаѓаат, кои што ги бараат граѓаните, од каде што тие доаѓаат од градовите и од местата, се неподобни и ги одбиваат. Не ми е јасно, еве народот нека суди, граѓаните нека судат, значи како, не знам, поделба по секаков основ. Овде во парламентот, по однос на амандманите, по секаков основ. За едни важат едни правила, а за други важат сосема други правила. Регионалните патишта не сме смееле да поднесуваме амандмани затоа што тоа зависело дали влегува во програмата на дирекцијата, како се вика, за државни или агенција за државни патишта, и тука ние не можеме да некој амандман да успееме на регионална база да асфалтираме, бидејќи тоа не е во доменот на министерството, ама тоа е само за опозицијата. А додека имаме исти такви амандмани од позицијата, тоа не важи. Ама тоа не важи, колега, не важи. Како не е на дневен ред? Бараме врз основа на што вие ги гласате амандманите од вашиот коалиционен партнер за мир во куќа? Зошто не го гласавте мојот амандман кој што беше за асфалтирање на исто локални улици? Ми го одбивте. Не ми го гласавте. Не ми го гласавте, колега. Зошто? Што беше поразличен тоа? Имаме овдека еден куп колеги што се од Струга, кои што се од позицијата, кои што не ме поддржаја. А го поддржавте амандманот од вашиот коалиционен партнер. Зошто? Ајде да видам во вашето процедурално да ми објасните зошто, например, не го поддржавте мојот амандман. Процедурално Костадин Костадинов.